Подпредседателката Камала Харис 6 пати се сретна со украинскиот председател Зеленски. Последно тоа беше во јуни на украинскиот самит за мир во Швајцарија. Целосната руска инвазија на Украина, која започна една година по администрацијата предводена од Бајден и Харис, ја обликуваше и надворешната политика на САД. Раководството и поддршката на САД се клучни за да и се помогне на Украина да се спротистави на руската агресија, вели Ивана Климпуштинцадзе, која е дел од украинскиот парламент. Сепак, ние исто така разбираме дека за жал, некои од политиките за испорака на оружје во Украина е нешто што треба да се промени. Таа вели дека двопартиската американска поддршка е клучна за Украина, а Киев се подготвува да работи со која било администрација за да обезбеди континуитет на помошта. САД и натаму остануваат главни кои даваат помош на Украина. Според Германски институт за светска економија, од почетокот на целосната инвазија на Украина, САД одвоиле повеќе од 81 милиарда долари. Политиката на администрацијата на Бајден и Харис за поддршка на Украина беше историска, вели аналитичарот Микола Дивидијук. По Втората светска војна тоа е најголемата поддршка на европските држави. Па така тие креира историја. Украинскиот политиколог Јехвен Хлибовицки вели дека количината на помошта е критична, но разбирањето на намерите на Русија и стратешката улога на Украина се подеднакво важни. Најголемиот неуспех на администрацијата на Бајден беше всушност тоа што не виде дека Русија треба да биде поразена за да деескалира тензиите на меѓународно ниво. Додека се обидуваше да ја спречи Третата светска војна, всушност администрацијата на Бајден направи грешки што ја направија Третата светска војна поверојатна. Сепак тој забележува дека републиканска поддршка за Украина не е загарантирана. Поранешниот председател Доналд Трамп изрази загриженост за корупцијата во земјата и ги доведува во прашање војните сојузи. Украина е во ситуација соочена со тешки алтернативи, бидејќи потенцијалната администрација на Трамп и се заканува на Украина дека воопшто ќе го прекине снабдувањето, а и се закани дека или ќе се повлече од НАТО, или ќе намали важноста на алијансата. Без разлика дали републиканец или демократ ќе биде председател по изборите во ноември, руската војна во Украина и обезбедувањето мир во Европа ќе останат клучни грижи за следниот американски лидер.